4 април бил денот кога биле прегледани најмногу пациенти во изминатава 2016 година. Околу 90.000 пациенти отишле на преглед кај матичен лекар, а истиот ден биле креирани 218.000 рецепти. Ова го покажуваат податоците од најновиот извештај на Мој термин. Според извештајот, лани 9 милиони упати биле креирани преку системот, од кои 16% останале неискористени. Ако гледаме, ако ги броиме како часови, тоа се 107.000 изгубени работни часови, велиме изгубени бидејќи тоа време може да се искористи за преглед и снимање на друг пациент на кого му е понеопходната услугата. Значи апелирам до сите пациенти кои не се во можност да дојдат на закажан термин, да го откажат истиот, на време да го откажат истиот, зашто таа услуга е реално потребна на некој што го чека, што има потреба од здравствена услуга кон тој доктор и кон таа специјалност. Најголемо зголемување на термините за 118% имало на клиниката за радиотерапија и онкологија, како и на клиниката за пулмологија, каде бројот на термини бил зголемен за 72% во споредба со лани. Податоците покажуваат дека најчести диагнози кај пациентите биле хипертензија, тип 2 диабетес и хиперплазија на простатата, а најстарата пациентка која се лекува во Македонија има 106 години. Екипата на ТВ Нова направи анкета во која ги прашавме граѓаните колку тие се задоволни од функционирањето на електронскиот здравствен систем. Аз задоволна сме многу, пошто сум била веќе неколку пати и сум си завршила работа и тоа. Супер сме задоволни. Таму се лечи. Добро знаеш, барем кога одиш ќе бидеш примен. Си има таму све договорено, си договараш пред месец, 2, 3 кога има термин, ќе не викнат таму. Ќе си идеш, ќе си почекаш, ќе си влезеш. За мој термин да ви кажам, одиме на матичен, ќе закаже, или ако нема простор, се практикуваше да се даде приоритет. Која е сега таа смелост една докторка, која не е докторка, да ти каже, јас не признавам мој термин. Разбирате, веќе ние и тоа го преживуваме. Докторите не го признават мој термин. Ја не сум задоволен затоа што чекав 4 месеца, 5 месец му умре сопругата. Уствари од 15 септембар дури 25 декември не одобрија за магнетска резонанца. Како е тој? Тие таквите луѓе што се клуч беше во нашиот кераш. Реше такви луѓе да ги земат у болница бидат под контрола. И колку толку има ред, мислам е добро, за разлика од порано кога пациентите чекаат по 4-5 сати, сега не чекаат толку. Јас мислам да е добар потек на владата. Според надлежните со воведувањето на електронскиот здравствен систем, извештајте статистичките податоци за кои порано биле потребни повеќе денови за да се подготват и анализираат, сега се многу побогати и достапни се на многу подетално ниво и во реално време.